Државата да ги задржи еднаквите родителски права и обврски на родителите по развод, а во ситуација кога едниот родител не сака веќе да го користи правото да биде со детето, да не може да ги избегне обврските, бараат од иницијативата за заедничко родителство, наведувајќи го податокот дека годишно во нашата земја има над 2000 разводи, велат дека се потребни итни измени во законот за семејство. Овој систем кој што го имаме, можам да кажам, сум го кажал тој претходно, е варварски. Значи, ова е систем кој што не прилега на современа држава 21 век и едноставно не гледаме зошто државата би ги ограничувала родителските права на било кој родител, кој што е подобен само затоа што е разведен од другиот родител. Децата и лицата со посебни потреби воопшто не се дефинирани како категорија во законот за семејство, а не се дефинирани ниту обврските на нивните родители, велат од иницијативата за еднакви права на лицата со хендикеп. Обврските со овие деца налагаат активност 24/7/365 дена и повлекуваат финансиски трошоци кои самохраните еднородителските семејства не можат да ги обезбедат. Затоа државата мора да застане во заштита. Оваа иницијатива повеќе одговара на мајките отколку и на татковците, кои условно сега го пасивизира родителскиот капацитет на таткото. Овој систем го пасивизира татковството како еднакво родителство со другиот родител, подеднакво важно во грижата и чувањето и негувањето. Со поддршка на првата детска амбасада Медјаши, иницијативите за заедничко родителство и за еднакви права на лицата со хендикеп потпишаа и меморандум за соработка, со кој се обврзаа дека заеднички ќе соработуваат во насока на измените во законот за семејство.